Енормно зголемување на потрошувачката на медицински кислород е регистрирано во првиот квартал од оваа година во општата болница со проширена дејност во Кочани. За само еден месец потрошена е едногодишната залиха што е набавена минатата година, иако и тогаш биле планирани зголемени количини. Причината за ова е големиот број пациенти со COVID-19 кои се хоспитализирани овде, а на кои им е неопходна кислородна поддршка. Во моментот тече јавната набавка на 20 тони чист кислород, што за болницата е огромен финансиски трошок, поради тоа што паралелно е распишан и тендер за набавка на потребните лекарства за третман на COVID пациентите. Набавката на нови количини кислород во боци е според просечната потрошувачка во изминатите неколку месеци и таа би требало да ги покрие потребите за една година. Сепак, никој не може со сигурност да каже како во наредниот период ќе се одвива состојбата со пандемијата и дали оваа набавка реално ќе биде доволна за покривање на потребите, информираше директорот на Општа болница Александар Серафимов. Во моментот се вложуваат сопствени финансиски средства за набавка на кислородот и за лековите, а се очекува полесна поголем дел од нив да бидат рефундирани од страна на Министерството за здравство. Факт е дека се работи за огромни трошоци за краток временски период, какви што болницата немала никогаш досега, но медицинските услуги за пациентите и понатаму се одвиваат без прекин, додаде директорот Серафимов. Паралелно со набавката на кислород во боци се прават напори за обезбедување централна кислородна поддршка за пациентите во модуларната COVID болница. Инсталирањето на опремата во овој објект се проценува дека би чинело околу 5 милиони денари, што е дополнително оптоварување за буџетот на болницата. Поради тоа се разгледува и можноста дел од инвестицијата да биде покриена преку донации и грантови, за што досега има само најави.